Кој е вашиот коментар околу ваквите изјави на германскиот канцелар? Па тоа е уште еден доказ дека нашите пријатели и во овој период во кој ми очекувавме отворени притисоци и не знам тие што работеле на темата, самиот факт што германскиот канцелар го посети Скопје и Софија укажува на тоа дека тие се свесни за парадоксот кој се случува во моментот со блокадата на Бугарија и мислам дека им праќаат јасен знак и на Бугарија и на нам дека ова треба да се надмине. Секако треба да знаеме дека Бугарија е членка на Европската Унија, така да притисокот не може да биде баш на начин во кој публиката кај нас би посакувала, но верувам дека Бугарија е под сериозен притисок сега да се надмине ова, а секако дека неговата посета значи дека и некои обврски во процесот ќе ги превземе и на јаката економија во Европската Унија, а тоа е баш таа економија која господин Шолц ја представува. Сметате ли дека канцеларот ги кажа оние пораки кои сите земји очекуваат да ги слушнат? Мислам дека канцеларот врз себе презема обврска да им даде можност на двете страни, нарочито на Бугарија, да излезе од оваа ситуација во која сама влезе од моментот кога почна предизборните кампањи во Бугарија, да излезе со, да кажам, со некој задржан образ, а од друга страна да не се кочи процесот. И мислам дека тоа беше суштината на неговите пораки, бидејќи и во Бугарија има плурализам, има и опозиција, и сите тие се трудат овој притисок кој е евидентен, може би не е евидентен за обичните граѓани, да го толкуваат како неспремност на бугарскиот премиер и бугарската влада да се соочи со нејзините партнери, а од друга страна да може бугарската страна да излезе од овој ќорсокак и процесот да се одблокира. Така да сите можни гаранции нели на кои укажуваше и бугарската страна, мислам дека со неговите изјави канцеларот Шолц ги превземе, дека Европската Унија нема да остане настрана од охрабрувањето на постигнувањето на некој компромис на двете страни, но од друга страна исто така укажа дека Европската Унија и должи на Македонија да го одблокира процесот и да се одржи таа прва меѓувладина конференција. Господине Муслиу, не можеме да не ја искоментираме и изјавата на Еди Рама, која што ја нарече Македонија идна западна Бугарија. Како гледате вие на тоа? Реакциите беа бурни во јавноста. Види, ја на тоа гледам повеќе како одржување на некое предавање и револт на Европската комисија. Мислам дека Еди Рама не одржа еден говор таму, туку повеќе и да им укаже дека процесот треба да се одблокира, затоа што тежнењето тоа да се случи нема да можат да се спроведат. И мислам дека беше и начинот на кој тој го кажа беше повеќе саркастичен отколку некој предвидувачки, така да ја разбирам реакцијата, но сепак во ниеден момент во своите претходни говори Еди Рама не се стави на страна на Европската Унија, туку се стави на страна на земјите аспиранти, во случајов на Македонија и на Албанија, и тоа неколку пати го потенцираше за време на своите претходни говори.